Бројни болести може да се превенираат со вакцинација. Секоја доза на вакцина е важна при спасувањето животи. Важна е за сопствена заштита, но и за заштита на најблиските. Важноста на имунизацијата уште еднаш се истакнува во Европската недела на имунизација, што секоја година традиционално се одбележува од 23 до 29 април. Многу болести токму поради вакцинацијата се искоренети, вели доктор Александар Костески од Здравствениот дом Тетово. Придобивките се огромни. Со редовно вакцинирање, од кога се воведе вакцината, многу болести, од кои порано се умираше, значи беа смртоносни, сега се или искоренети, или може само да се најде спорадични случаи. Значи можам да посочам пример дека дифтеријата веќе ја нема нигде. Може да се случи, значи бактеријата што ја предизвикува дифтеријата постои. Тие што не се вакцинирани можат пак да заболат од дифтерија, која може да биде смртоносна. Значи, затоа не треба многу да се слуша групата на антиваксери. Токму антивакциналните кампањи изминативе години предизвикаа страв кај родителите дека вакцината МРП предизвикува аутизам кај децата. Според доктор Костески, тоа е неосновано тврдење, затоа што има неколку студии кои покажале дека нема никаква поврзаност. Откако ќе им се објасни што е и зошто е и дека вакцината не е причина за појава на аутизам, а аутизмот се погодува со давањето на вакцината, тоа се првите знаци, првиот говор, првото, значи не е така се погодило и мисла дека вакцината е временски и затоа е така. Тетово е меѓу градовите со голем процент на имунизирани деца, но сепак не е на задоволително ниво. Најчести причини поради кои децата не примиле вакцина е поради престој во странство, вели доктор Костески. Тетово спаѓа меѓу тие што се со највисок процент на вакцинирани деца. Не е таа бројка се уште задоволителна, значи треба над 95% од децата да примат вакцина. Сега, значи тука има разни случаи. Родителите со децата биле надвор од државата, таму каде што биле работеле на црно, значи не биле пријавени, па нити децата ги примиле вакцините. Значи ние кога тоа ќе го забележиме, знаеме како се даваше во периодот кога имаше епидемија на морбили. Значи токму заради случаи на недостиг на кадар, кој ќе може редовно да го спроведе, знаеме дека од кој ќе се даде првата доза. После месец до месец и пол може да се даде и втората доза и со тоа децата да бидат комплетно вакцинирани. Сето тоа го следиме и ги известуваме родителите за придобивките и сето тоа што се морбили може да направи ако детето не е вакцинирано и кои се придобивките. Инаку, по повод одбележувањето на Европската недела на имунизација, Министерството за здравство преку кампања ќе го информира населението за придобивките од имунизацијата.